Дами и господа, добро дојдовте во уште едно издание на Бизнис класа. Влегуваме во циклусот 35 години независна Македонија, 35 години македонска економија. Поминавме буквално ни се и се што кога е во прашање економската состојба. Од ембарго, од што ја знам, девалвации, странски инвестиции, даночни политики, управа за јавни приходи, транзиција која што многумина знаат да кажат дека се уште е во тек, процес на приватизација и така натаму. И за сето ова, особено за парите, ќе говориме вечерва во Бизнис класа, возможено од Diners МК. Јас сум Мишко Иванов, пред да го представам нашиот гостин, не заборавајте лайк и сабскрајб на нашиот YouTube канал Мишко Иванов. Следете ни на социјалните медиуми, Facebook, Instagram, TikTok. Нашиот денешен гостин е релативно млад, меѓутоа, бидејќи двајцата ги паметиме како деца тие денови на распадот на Југославија и создавањето на независна Македонија, особено независноста на државата и оние историски моменти, денарот, појавувањето, таа култна снимка на Никола Клюсев, и гледавте тогаш и Кире Голигоров и сите останати. Затоа велам, приближно генерацијски сме блиску, меѓутоа гостинот е редовен професор на економскиот факултет при УКИМ, се работи за Борче Треновски, универзитетски професор. И сега, ако треба да дадам некаква не дефиниција, туку кратко CV, истакнат економист, редовен професор на катедрата за економија на економскиот факултет при УКИМ, претседател на Сојузот на економисти на Македонија, член на Советот на Центарот за стратегиски истражувања при МАНУ, член на Советот на Народна банка, автор на 4 книги, има објавено над 170 публикации, учествувано во над 120 истражувачки и апликативни проекти. Можам да читам уште многу, професор, многу е. Добро вечер, добро дојдовте. Добро ме најдов. Големо си ви во кратки црти, Така. велам релативно млади. Како ја паметите вие распадот на Југославија, независноста на Македонија? Реков, генерацијски сме приближно овде, но се сеќаваме што и како беше, особено тие почетоци на создавање на независна држава, па да одиме на економијата. Па видите, кога и да зборуваме, овие се измешани и чувствата, измешани се и меморијата, ако се вратиме уназад едно 3 децении па и порано. Доколку разговараме со нашите постари, често знаат да кажат ова беше подобро, во стариот систем ова функционираше на овој начин, средствата беа, платите беа повисоки, можевме да обезбедиме ова и така натаму. Ние го памтиме еден така измешани чувства, затоа што прифативме 90-те години, па 93-та, 95-та почнаа стечајните постапки, почна приватизацијата, почнаа голем дел ембарга, проблеми и така натаму, така да нашите спомени, моите спомени се малку поразлични од спомените на оние кои живеа подолго по стариот систем, и тоа е едно од предизвиците зашто и треба да се истражи, да се разбере економската логика и дали системот кој постоеше пред 90-та беше навистина силен и одржлив, и што наследивме после 91 година, и дали тоа беше одржливо и зошто дојдовме до точката која сме денес. И денес, професоре, кога ќе прашате, па и од постарата, па и од релативно помладата генерација, ќе ви кажат некако чувство на романтика, носталгија кон таа Југославија, особено постарите ќе кажат во наше време имаше средна класа. Во наше време сите имавме се. Во наше време, не знам, се знаеше од кога до кога се работи. Од 6 до 2 имаш буквално целиот ден го имаш на располагање. Во наше време, во тоа југословенско време, одевме по 4 недели на одмор, лето, зима уште една недела и така натаму. Ние имаме некоја романтика во нас, некоја носталгија, или навистина економски сме толку затапени, еве 35 години, да се уште ја бараме таа Југославија? Па видите, за да одговориме на тоа прашање, најпрви да сватиме, односно да можеме да кажеме што наследивме. 91 година што се случуваше со економијата? Зошто остатокот после 91 година изгледаше како што изгледа, па се до 2000-та, некаде дури околу 2000-тите, 98-9 година, ние се вративме некаде на нула од она што бешме 88-89 година. Значи 10 години имавме исклучително голем загубен период на турбуленција и така натаму. Нека ми простаците, се шлепаше ли македонската економија на југословенската? Затоа што од таа Југославија излегува и една Словенија и една Хрватска, па ако сакате и една Србија. Па видите, треба да ја кажеме вистината. Македонија и во бившите југословенски простори беше на периферијата на економијата.
односно беше една алка во синџирот на производство на останатите земји. Интересно беше за цела Југославија затоа што тоа беше земја која имаше ефтини суровини, не само од земјите во федерацијата, имаше ефтини суровини од источните земји. Имаше синџири производство, односно нашата економија 91 година беше направена економија за пазар од 20 милиони жители, За југословенскиот пазар и за дел од источните пазари, а втора работа таа беше дел од синџирот на производство на другите компании. Значи произведувавме делови за металуршка, текстилна индустрија, технолошка, мал дел хемиска, почетоци понатаму имаше на автомобилска индустрија, меѓутоа за голем дел од останатите фабрики, хемиски, тешки индустрии кои постојаа во другите земји. Тоа треба да го кажеме. Тоа е првата работа која имаме. Втората работа, значи тоа беше периферна економија која после 91 година се најавме во незавидна положба. Немавме пазар, немавме ефтини суровини, нашите синџири се прекинаа на набавка. Значи ние бевме оставени сами. Тоа е едната работа. Втората, наследивме она што ви рековте. Романтизмот од тука потекнува. Силен здравствен систем, општа образовна состојба, силна социјална држава, значајно вработување во општествените, во јавните институции. Платата беше значајно висока. Да не забораваме дека Југославија неколку пати имаше исклучително големи јавни долгови. Значи тој систем се одржуваше на еден друг начин, федеративно, со трансфери и така натаму. Така да ние ги изгубивме економските логики и пазари, а наследивме еден значаен социјален систем и пензиски, и здравствени, и образовен, кој тешко се одржува во земја која се оддели 91 година. Значи немаше економска основна сила и инфраструктура тој дел да го одржува понатаму. Тешко се одржува затоа што го крадат или затоа што системот уште од Југославија бил криво насаден? Делумно бил уште во Југославија систем кој функционирал меѓутоа на долг рок. Ако иземете сите економски основи и турбуленциите кои се случуваа 80-тите и 90-тите години, погледнете ги другите источно европски системи и транзицијата во нив, тој кога тогаш ќе доеше до ситуација кога мораше да се прибегне кон некоја трансформација. И тука имаше ефтини суровини, имаше политички во дел од нив ние често предаваме во економската наука, политичката теорија, политичката економија одеше пред вистинската и реалната бизнис развој, бизнис економија и реална економија. И видете сега, дојдовме до систем кога социјалниот систем мораше да одржува, економската состојба беше прилично ограничена. Да не забораваме дека тие две работи не се единствени, оно што особено не го забораваме, често го спомнавте и вие на почетокот, монетарната самостојност. Економското, ако 8 септември е ројен ден на македонската држава и така натаму, 26 април 92 година е ројен ден на македонската економија. Тоа се парите кои ги извади Клисев, денарот. Да не забораваме дека се осамостоивме 91 меѓутоа 8 месеци, 9 месеци ние функциониравме во систем кој не го контролиравме монетарно. Хрватски и Словенија кога се издвоија голем дел, тие си воведоа сопствени единици, дел од тие динари се прелеа кај нас. Чи ние имавме ситуација кога други печатеше парите, да не забораваме се создада хиперинфлација, имаше 2 девалвации во тој период, значи тешко ја заработивме монетарната стабилност која ја одржуваме до денес. Тоа е уште една работа која наследивме, имавме стабилизација, ви рековме девалвација, понатаму го врзавме фиксниот девизен курс и така натаму, и уште вториот дел, градевме држава 90-тите години во исклучителни турбуленции. Прво беше ембаргото кон Југославија, ако се сеќавате, членка сме на Обединетите нации. Значи северен сосед беше блокиран. Потоа имавме ние ембарго, колку беше, не се сеќавам, 18 месеци или подолг период со Грција, значи на двете граници каде што е нашето природно пристаниште Солун. Понатаму се случи дополнителни турбуленции транзициски. Почнавме со приватизација, менување на институции и така натаму, така да нашата стартна позиција, иако имаме стартни позиции Словачка и Чешка и Полска, се споредуваме со Словенија и со другите држави, беше исклучително турбулентна во почетокот. Нема пардон за голем дел од реформите кои не ги направивме, меѓутоа имавме исклучително измешани прва декада од нашето осамостојување после 91 година. Добро, не знаевме или не знам како да го дефинирам тоа. Која е првата грешка која што ја направивме? Јас се сеќам, овде беше Анте Марковиќ, процесот на приватизација и овде имате една многу града слика во тие почетоци за македонската економија, каде што фирми одат под стечај, се гаснат одеднаш големи гиганти. Ние каде погрешивме? Видите, првата грешка која направивме точно таму каде што спомнавте вие. Ние почнавме да го менуваме системот. Ја сменивме економската сопственост и економската трансформација пред да ја смениме институционалната и политичка трансформација да направиме целосно. Значи ние влеговме во ситуација кога сопственоста почнавме да ја менуваме, а не ги создадовме вистинските пазарни институции. Значи не отидовме градуално, не создадовме ефикасни судови, не создадовме ефикасни административни институции, не создадовме пазарни институции кои ќе штитат сопственоста и ќе создадат добра бизнис околина. Во ситуација кога имате магла на сите страни, тогаш предпријатијата ги добиваат оние кои имаат информација, кои имаат политичка моќ, а не оние кои имаат планови, знаење и може да го водат компанијата. Не секогаш така, меѓутоа често се случува на тој начин. И од тука не создавањето на институции пред
да ја пренесете собственоста е една од првите грешки, зошто понатаму целиот систем се влечеше, имаше големи неефикасности, пренос, акционерска структура како што имаше и така натаму. Тоа е една од првите грешки. Вторите, можеме да кажеме и други проблеми кои се јавија во тој период беше поврзана со кадрот. Вие имавте исклучително што наследивме од Југославија. Ги добивме халите, добивме некоја индустрија, ни останаа, рековме, образовен здравствен систем, останаа производствени капацитети, меѓутоа тие беа изолирани, исклучени од синџирите, како што тие згаснуваа, верувајте, згаснуваа со нив знаењето и капиталот човечки кој го имавме во тие институции. Да, но професоре, имајте на ум ние следевме дека во Македонија е заинтересиран да влезе Ауди, ако се сеќавате, преку Асиба. Јас знам само дека на Охис неколку пати Хенкел имало обиди за да влезе. Ние не сакавме да се преструктурираме во тој дел? Па видите, почетокот на мојата дискусија беше точно во таа насока. Не беа трансформирани институциите, не беше трансформирана политичката свест и немавме бизнис и економска созреаност за да прифатите едни такви. И тогаш се јавуваат пречки, тогаш се јавуваат политички интервенции, тогаш се наоѓате во ситуација кога капиталот, остатоците од 90-тите години и понатаму пробаат да ги заштитат тековните позиции и се случи една приватизација како што се случи. Дали можевме подобро можевме подобро да направиме? Овде имаше многу дилема. И на факултет професорот Јана Милјовски лесно земја, тој го водеше процесот на транзиција, имаше дилема дали да одиме на таков момент на приватизација или оној модел на чешкиот модел на ваучери. Да, и тоа се сеќавам уште како, иако можеби средношколец, но се сеќавам на тие дебати, дискусии и денес некако тле дали тој чешки модел на ваучери, предпоставам гледајќи од тоа каде е Чешка, каде сме ние, дали беше подобар тој модел отколку овој модел кој што ние го применивме. Ние во теоријата често зборуваме дали е потребна шок терапија, тоа ја пропагираа дел од економисти како Џефри Сакс, или требаше градуален пристап во кој постепено ги уривате институциите од стариот систем и создавате нови, меѓутоа тоа го правите градуално многу полека. Не менувате заводи за платен промет, еве се создаде агенција за приватизација, не го правите тоа на толку шок терапија, силен систем во кој ние ви уривате и создавате ново. Тогаш имате многу голем дел на грешки. Дали ќе беше подобро, она што ви го викавте, можеби ќе беше подобро една работа. Сите фондови кои се создадоа од приватизација, се продадоа предпријатија јавни, големи и така, не е проблемот што се продадоа. Проблемот е дали тие станаа продуктивни, дали останаа работниците вработени, дали тие создаваат нова вредност и го задржаа знаењето на кадрите кои го имаа во нив. Голем дел тука потфрливме. Фондовите од таа приватизација може да се вложат во технолошки развој, може да се вложат во иновацијски фондови, во преедукација на тие вработени кои работеа во тие фабрики, за да го зачуваме индустрискиот и бизнис континуитетот кој постоеше. А ние ги потрошивме за тековна потрошувачка. Гасење на пожари. Така да ние првите години од приватизација сите средства ги искористивме за буџетска потрошувачка, гаснење на пожари и така натаму, и моторите на растот кои требаше да ги градиме останаа неразвиени. Се сеќавате колку беше првиот буџет на независна Македонија? Не можеме да се. Колку 1,5-2 милиарди. Беше во динари и сега мислам од прилика тука негде 1 милиарда и сега нормално е буџетот да расте. Денес сме скоро 7 милиарди, колку 6,8. Пред да одам и да ви направам неколку споредби на кои што и вие се сеќавате. Кој е најголемиот мит за македонската економија? Ако мит од денешна перспектива, од денешна перспектива има повеќе митови кои граѓаните треба се уште тешко ги прифаќаме, мора да кажем. Еден од првите митови е дека зголемениот бруто домашен производ значи дека вие сте богати и дека имате висок стандард и дека сте развиена земја. Вите бруто домашниот производ е само една мерка. Општествената благосостојба не е поврзана со бруто домашниот производ и тука има многу фактори. Тој не ги објаснува вашата позиција на работното место, квалитетот на институциите, благосостојбата на граѓаните, здравствената заштита, образовната заштита. Имате странски компании тука. Тоа е едната работа. Често се фаќаме само за БДП. Втората работа е дека можеме да распределуваме повеќе што создаваме. Тоа е втората и грешка и најмногу не чини. Ова е економскиот мит кој најмногу не чини. Тоа мислиме дека можеме да распределуваме за плати, за пензии, за субвенции, за трансфери повеќе отколку што создава нашата економија. Па, колку повеќе од 50% е за трансфери и за социјални трансфери, за плати, соберете сите само со 10%, ако ги тргнете капитални инвестиции, 90% се тековни расходи. Така да вие континуирано распределувате повеќе, а она што треба дополнително да ви дава раз во следните 20 години, вие го занемарувате. И тоа е дека тоа е поврзано со уште еден мит, дека растот се создава само од себе, од бруто домашниот производ. Растот го прават институциите, образованието, и ако не вложувате во нив, тој дел ако не го развивате, ако трошите само за тековни социјални трансфери и така натаму, веднаш губите. Има и четврт мит кој е поврзан, дека
минимална плата, социјални трансфери, помош, субвенции и така натаму може да ви ја зголемат вашиот стандард. Тоа може во време на криза, може привремено, меѓутоа тоа е само одложување на клучната реформа која треба да Професоре, направите. гледате ли некој прав пат на македонската економија? И сега кога ме прашавте прав пат, тука е уште еден. Тоа е па ултимативниот мит ќе ги вклучи политичарите. Нема безболен пат до 5% економски раст. Оти вие рековте дали гледаме прав пат. Правиот пат треба да го гледаме, меѓутоа ние во овие 30 години не гледаме. Ние гледаме пат кој на секој 4 години се ресетира. Тоа сакав да ви кажам. Јас не гледам, например, некоја како да кажам, од точка А до точка Б поставуваме некоја цел како држава, значи не влагаме политички, нема никаков политички консензус. Ако столб на една држава се образование и здравство, секако тука е економијата, не гледам некаков трасиран пат, освен декларативно да ние сме за Европската унија, не гледам економски трасиран пат, да видиме што ќе правиме. Имаме голема администрација. Така. Дали имаме проблем со давачки? Имаме ли ниски или високи даноци? Не гледам дебата околу сите тие работи и како БДП може да расте, апропо ова што вие го споменувате, платите да растат, а граѓанинот има чувство дека се уште живее тешко. И реално живее потешко. Видите, тоа е веќе второ прашање, само на првото малку да се надоврзам. Сега конечно се пред две години се воспостави таа национална 20 годишна стратегија. Од 90-тите години се до пред неколку години немавме идеја конкретна за национална стратегија каде треба да се движиме, околу која ние би изградиле некој консензус. И убаво кажавте тоа. Политичките елити често го одложуваат болните реформи на краток рок, со цел да нема губитник, со цел на голем дел од реформите не се на 4 години. Демографските реформи бараат повеќе од 2 децении. А што не сака никој да изгуби избори? Така Сега се сеќаваме ние на Маргарет Тачер, например. Видите, енергетските реформи, демографските реформи, инвестиционите реформи, инфраструктурата изграда бараат повеќе од еден мандат да имате вие за да можете да го напредувате тоа. Намалување на администрацијата, реформирање на пензискиот систем, реформирање на образовниот систем. Ефектот во една реформа ќе ги даде резултатите после 2 мандати во друг период. Во такви ситуации, прво за тоа што бенефитот се гледа со одложување, политичките елити не сакаат да направат нешто што ќе се види за следните 2 влади, а не сега, а трошокот ќе го поднесат сега. Така да затоа е важно да се изгради консензус околу определените прашања. Не да се изгради дали стапката треба да биде 8 или 10% на данок. Меѓутоа да се изгради каква стапка, каков образовен систем. Најважно за нас. Денарот колку толку го стабилизираме, имавше една девалвација, дали беше нужна или беше заради политички причини поради случувањата во гости врз Руфи Османи. Тоа веројатно сега од дистанца може би подобро се гледа, меѓутоа како така денарот е стабилен. Што да направиме прво? Администрација треба да се намалува. Ако нас 90% ни одат од буџетот, парите ни одат за плати, пензии, при тоа слушаме за пензискиот фонд дека е во лоша состојба. Па уште сега доаѓа на власт ова гарнитура вели да видиме со вториот пензиски столб, што малку ми е нонсенс сега. Ако си ме терал да вложувам пари, како тоа еднаш ќе ми ги земаш парите. Така. Кај да тераме, професоре? Значи, видите, најпрви кади да тераме, ние треба да направиме специфична, конкретна рамка за тоа. Не треба еден да изгуби. Нема еден губитник. Државата, бизнисот, граѓанинот не. Ќе се подели одговорноста, ќе се направат трансформативни реформи, ќе се направат трансфери додека трае реформата и така натаму. Значи како да се заштитат оние што во определен момент кога ќе почне реформата, верувајте, дел од работните места ќе згаснат, некој ќе изгуби привилегија, некој сектор ќе треба да се развие, друг ќе треба да се намали неговото значење. Тоа е болно и за тука ако не се совпаднат сите, не да се намали одговорност, меѓутоа да се знае во која насока се движиме. Тоа е во таа насока. Каде ме прашавте во која насока? Ние треба да тргнеме. Ја спомнав националната развојна стратегија, таму има 4 столбови и јасно е кажано што треба да се направи за колку да се зголеми растот. Таму првиот столб е економијата. Во економијата што треба да направиме? Поврзано е прво намалување на неформалната економија, зајакнување на продуктивноста, тука не смееме да го намалиме. Поврзување на вештините за јакнување на пазарот на труд со оние кои ни се потребни. Привлекување на странските инвестиции и интегрирање во домашната економија, подобрување на пазарот на работна сила, веќе го спомнавме. Вториот дел ни е поврзан со она што ви го спомнавте, институциите. Намалување на корупцијата, неизмерно, намалување на јавната администрација, зголемување на низината ефикасност, зголемување на транспарентноста на владата, правосудството и системот и така. Третата е поврзана со регионалниот развој. Потребно ни е балансиран регионален развој на целата територија, подобра инфраструктура која ќе ги поврзи населените места, развој на балансиран 40% од бруто домашниот производ до 45% се создава само во Скопје. Значи ние сега да почнеме нема да стигнеме за 10 години. Прво развој на инфраструктурата и автопатот го прават
Како се смееше овој Нобеловецот кога помина? Тука е дека патиштата Охрид, да, ние дека треба да ги направиме патиштата. И тука е она што рековте вие, само да ја намалиме неформалната економија. Проценката во моделот кој се направи тогаш е дека за 40% ќе се зголеми бруто домашниот производ. Неформалната е сива економија или? Сива економија. И ако ја намалите, таа влие на повеќе димензии, влие и на пазарот на трудот, влие и на конкуренцијата на пазарот, влие и на тие невработени кои работат во тој, влие и на фирмите кои честно работат, замислите едниот плаќаат даноци, другиот не плаќаат даноци. И така натаму. Значи, со системски реформи само тоа ако намалиме економијата да расте. Меѓутоа на долг рок, после 10-та година, не даваат само економските мерки резултат, мора да ги смените институциите за растот дополнително да забрза. Професоре, ова се на пример страшни бројки. Ние ако 40% ни е неформална економија, 27 до 30% се последните проценки. Тоа претпоставам го знаат и надлежните, не навлегувам која влада. Ако според Светска банка имате 45 или 50% од ДДВ-то. Така беше, дека не се наплаќа. Не се наплаќа ДДВ. Тоа е поло од ДДВ-то да не се наплаќа, зашто зборуваме ние после 35 години? Ние или не сакаме, или не верувам дека немаме капацитет, веројатно не сакаме и ние убаво да пливаме во една таква комфорт зона каде што остави таа неформална економија, со тоа го купуваме социјалниот мир. И претпоставам тука се губиме цело време. Ние го помпате пензиското, луѓето си одат оние кои што малку така не се наоѓаат во системот, заминуваат од државата и мислам дека не гледам политичар или елита која што би презела да направи една ваква сериозна реформа за ние од денес па за 10 години да видиме какви такви бенефити. Па видите, неформалната економија точно е дека има силни социјални ефекти. Меѓутоа пак не зборуваме за сузбивање со сила, ние зборуваме за формализација на неформалната економија. Како да создадеме систем во кој неформалното ќе стане скапо? Сетете се кога беше ковид кризата. Се донесоа мерки за луѓето кои не се во системот формално вработени. Не можеа да ги лоцираат, да им помогнат. 7.000 денари требаше некој надомест да им се даде. Не можеа да искористат мерката, не можеа да ги лоцираат. Значи, како да создадеме систем? Ако има социјална помош, да му дадеме дел социјална помош, дел да влезе во формалниот сектор. Ако работи фирмата надвор, да ја објасниме кои се придобивките, и така натаму, зошто, меѓутоа тука треба да се смени и ефикасноста на администрацијата, и институциите и така натаму, како да го убедиме тој да влезе во формалниот систем и да придонесе кон државата. Дали ќе намалиме давачки, дали ќе подобриме ефикасност на административни постапки, дали ќе големи определени трансфери без тие што ќе влезат, дали ќе ги ослободиме младите фирми од при создавање од определени давачки и така натаму. Значи тоа е многу важна работа за да успееме формалниот сектор, замислите 1/3 од економијата ни надвор од формалните канали. Прво тоа влие на создавање на БДП, тоа влие и на плаќање на давачки на државата, тоа влие и на плати за вработените, на социјална сигурност, тоа влие на конкуренцијата на останатите компании кои работат. Така да тоа е првата работа, а втората спомнавте за бројките, ако се сеќавам со БДП. Како може БДП да расте, платите да растат, а граѓанинот да има чувство дека живее се потешко? И сега затоа кога ќе ги погледнете номиналните и реалните ситуации, пошто веќе доаѓаме до стандардот на граѓаните, како може стандардот на граѓаните, тука и инфлацијата. Кажуваме дека паѓа инфлацијата, а дел од вработените или минималната плата расте, а дел од вработените се уште се жалат дека земаат малку средства или нашиот БДП. Меѓутоа верувајте, граѓаниот не оди со бруто домашниот производ во продавница. Тоа оди со средствата и со платата која заработува. Нити оди со минималната плата. И сега да објасниме неколку феномени зошто во исто време може да имаме номинален раст, имаме номинален раст на платите. Погледнете, ако погледнете зголемувањето и по паритетот на куповна сила и по сите други параметри во однос на пред 10-15 години, па и во однос на 91 година, ако сакате, ние имаме значајно зголемување на доходот кој го имате. Некаде од последните 15 години, ако не се лажам, може и да е дуплиран доходот. Дури и со паритетот на куповна сила е некаде 60-70% зголемен. Невработеноста исто гледате е намалена драстично на околу 11%. Меѓутоа тоа е едната страна од паричка. Тоа е колку од друга страна добивате. Втората работа се цените. Значи, едната страна го имате расположливиот доход, колку заработувате, колку чини вашиот час работа, другото е цените, колку тие пораснале. Ако цените растат повеќе или за определен дел од категорија на граѓаните пораснале повеќе од нивниот доход, тие се чувствуваат како да осиромашили. И тука да разјасниме една работа за граѓаните, често занемаруваме кога викаме стапката на инфлација е 3,2 или 2,4%. Тоа покажува дека инфлацијата поспоро расте во однос на претходната година сега. Меѓутоа, ако 2022 година била 14% просек, претходно била, не знам, 6-7%, збирно од 2021 до денес е 30%. Значи цените се покачиле
и тие не се симнуваат надолу. Тоа Така е. 2,3% инфлација не кажува дека тие цените се намале. Тоа значи дека поспоро растат. Да, Тоа а значи дали инфлацијата ја следи просечната плата? Тоа сега да кажем, граѓаниот сега треба да има од 2021 до денес просечно 30% поголема плата за да се врати на нула со својот стандард. Сега, тоа е едната работа. Што е нула да плати сметки и да Не, има... тоа значи да живее исто како 2022 година, со истиот стандард треба да има 30% поголема плата. Меѓутоа, тоа е просекот, меѓутоа никој не живее со просекот. Имате граѓани кои земаат 36.000 плата, имате граѓани кои земаат 100.000 плата и така натаму. Она што е многу важно е дека голем дел од нашите граѓани земаат по 40.000, по 36.000 денари, еве, замислете плата. Има значаен дел кој што се на минималец. Тој што зема, што е во последните 20% по плата, еве да не е на минималец, на плата, троши просечно околу 70% од својот доход за храна. Таму кај што цената во изминатите години најмногу растеше. Европската унија има 10 до 12% за храна просекот, Југоисточна Европа е некаде околу 20%, Романија и овие другите земји. Ние сме 38-40%. 40%? Да, значи голем дел од нашиот доход оди за храна и за основните производи. Нашиот удар е токму во тоа. 40% од плата оди за храна? Да. Пола плата храна за храна. И пијалоци. И од тие причини, кога ќе се зголемат цените на меѓународните пазари, тие се зголемуваат силно кај нас и ги удираат прво најсиромашните најмногу. Ако просечната инфлација на пример е 3,2, кај оној што има 70% за храна најсиромашниот, инфлацијата може да е 7-8%. Значи тоа е драстично погоден. Трета работа, асиметријата, цената се зголемува, маржата се зголемува, увозот се зголемува кога ќе влезе шокот од меѓународниот пазар. Понатаму тешко се, ние ги викаме лепливи цени, цената не се намалува веднаш надолу. Значи тие голем дел од овие цени и понатаму се има ли задржуваат. некогаш цена да се зголемила, карикирам, на автомобил, на леп, на прехранбени производи, после да се намали? Може да има благо намалување, значајно. Никогаш не сме видели, така? Значајно Значи, намалување. еднаш кога ќе се зголеми цена, толку таа нема назад Видете, враќање. има определени намалувања, меѓутоа тие се многу благи во однос на зголемувањето кое е направено. Поготово кога се наоѓате во стабилност, и тоа е, како би рекол, рационалност на бизнис секторот. Така да, вие живеете во ситуација кога имате определен раст на номиналните плати, меѓутоа голем дел од населението тврди дека не живее добро. Гледајте минималната плата. Минималната плата имаме некаде 3-4-5% од луѓето кои се на минимална. Така и во Франција и во Германија. Меѓутоа, ако земете малку понатаму од минималната плата, доодите 1,2 минимални плати или 1,5 минимални плати, 50 до 60% од населението е во тој распон. Тоа значи секое поместување е толку е набиено делот околу минималната плата со плати што секое поместување предизвикува енормен удар на останатите плати околу него, а од друга страна сите тие што се околу минималната плата живеат на дното на И стандард. се што е добро во ова? Да не се разбереме само погрешно, Да, затоа и Джини коефициентот е намален, и платата е зголемена, значи нееднаквоста, параметрите го покажуваат тоа, меѓутоа да најважната работа која е конвергенцијата кон Европската унија. Дали можевме подобро да се споредиме со регионот и така натаму. Во регионот ако се споредите во однос на просекот колку е нашиот доход од ЕУ. Нашиот доход од ЕУ е некаде околу 50% и цените се околу 50%. Дајте ми Словенија, зашто Словенија е толку напред? Еве да не одам Линхтенштейн на пример, која што е држава која што е исклучително богата, мала држава. Затоа велам дайте ми Словенија. Значи, сега се ве враќам пак назад на тој југословенски систем. Значи, во Словенија беше генерално електрониката, па и Хрватска, ако сакате. Се враќаме надолу кај нас текстил, кожарство, земјоделство, да не говорам овие автомобилски делови, овие што беа железари, Југохром, големи Макстил и така натаму и така натаму. Што се случи со нас? Со исклучок на Алкалоид, кој што е една голем, и уште неколку други фирми, кој што е голем гигант веќе, кој што е распослан буквално на целиот свет, и уште веројатно има честни исклучици некои од средни фирми, големи фирми, кои што не сакаат толку да се пропагираат во јавност, ние се закубивме. Што се случи со нас? Каде е Македонка, каде е Астиво, каде е Бргала, каде е Чик Куманово, каде е Газела, каде е... Сега сака да прашате зошто немаме такви големи капацитети како што имавме во и тоа македонски капацитети. Како Словенија успеа да задржа? Пазите, ние имавме воен конфликт. Ние прво што направивме претходно продававме Телеком. Ние почнавме да продаваме стратешки инвестиции, стратешки делови од нашата држава. Добро, дели од околните земји истото го направија. Меѓутоа гледајте сега. Не спорно е тоа. Ама Телеком,
зборувате за дел од компаниите кои точно имаат меѓународно значење. Повторно се враќаме на оно што рековте на почетокот. Пазарот на тие производи беше надвор од Македонија. И втора работа, суровините кои ги добива исто беа. Тие беа дел Добро, од професоре, поголем. а Стиво извезуваше и надвор. Добро, ама беа поврзани. Словенските компании тогаш има и стратегија за извоз, има и подобро позиционирани пазари во кои извезува, има и најверојатно и понапредна. Значи пак е грешката поголема кај до- нас. Ние не сме успели да Ви се реков јас, бевме позиционираме. на периферијата на југословенската економија. Тоа е првата работа. И сега оној делот зошто сега немаме такви компании. Ние треба и тоа да се прашаме. Зошто сега немаме компании, зошто еве моментално во Македонија немате компании кои би излегли и би биле силни на меѓународниот пазар. Со исклучок на неколку алкалоиди, не знам, Да, неколку- има веројатно уште неколку, меѓутоа алкалоите однака не знам, пошто е голема фирма. имаме големи неколку, што би се. Одиме кон тој дел. Тука, ако размислите, погледнете го само, ние сме премногу мала земја, 1,8 милиони жители, еве, скоро 2 милиони жители. Значи, мала фирма, Словенија, професоре. меѓутоа, поентата ми беше сосема друго. 1,8 милиони поредено со Полска, пример. Во Полска компанијата може лесно да дојде до 500 до 1000 вработени, па да излезе на меѓународниот пазар. Кај нас е колку се? 99% се микро, мали и средни предпријатија. Под 10 вработени се 85% од предпријатијата. Замислете, под 10 вработени. Поентата ми е, уште кога се создава компанијата, ние немаме луксус да ја создаваме да расте на домашниот пазар па да излезе надвор. Таа треба да биде создадена за Професоре, за надворешниот пазар. Се сеќаваме на кои се даваа фирмите, Македонка и така натаму сега да не Така, споредам. Така сега. тоа е веќе Тоа е политички момент. тоа е политичкиот момент кој Дали свесно се одеше на обезвреднување на имотот на тие југословенски гиганти кои што требаше само да ги трансформираш на европскиот пазар? Како што рековме, во систем во кој немате поставени правила, немате транспарентност, имате силно политичко влијание, немате институции и судови силни, се е овозможено. Собствениците си ги преземаа компаниите, дел од директорите кои ги водеа ги преземаа и така натаму, значи приватизацијата не можеме да кажеме и дека целосно не беше ефикасно спроведена, меѓутоа во голем дел имаше големи, јас би рекол, недоследности и промашување во контекст на тоа. Во моментот што е најстабилно во македонската економија овие 35 години? Можеме да кажеме веројатно денарот и финансискиот систем и банкарскиот сектор. Така е. Макроекономската стабилност во голем дел со исклучок на последните фискални случувања, гледаме дека долгот значајно се зголеми, дефицитот повторно се зголемува, иако имаме обиди за да го стабилизираме фискалниот сектор, се уште макроекономската стабилност и платниот биланс и така натаму успеавме да ја задржиме и покрај тоа што имавме и 2007-2008 криза и енергетска криза, гледате имате и повторно имате сега случувања меѓународни, макроекономската стабилност во било која форма не можеме да кажеме дека не е зачувана. Така да тоа остана еден белег кој до ден денес го чуваме, меѓутоа тоа не е доволно. Стабилноста не значи раст и развој. Вие ако помалку растете од регионот, помалку се приближувате кон Европската унија. Еве еден збор ќе кажам, еден индикатор кој пресметува многу интересно ОЕЦД, тој се нарекува индивидуална потрошувачка, која пресметува индивидуална акумулирана потрошувачка, односно колку е материјалната благосостојба на едно домаќинство македонско. Колку троши без разлика дали од себе, од државата, од социјални доместници. Таа е некаде на 50% од ЕУ. Тоа е вистинскиот стандард. Значи нашите граѓани трошат 50% материјални услуги и богатства споредено со граѓанин кој би потрошил во Европската унија. И тоа не е сменето последните 3, 4, 5 години, цела декада со мали поместувања. Некаде сме сменети последните години од 39% од доходот на ЕУ, некаде сме околу 42-3%. Верувајте, ако одиме со тоа темпо, ни треба 70 години, над 70 години да стигнеме Европската унија, а тогаш ако не се помести, ако се помести Европската унија, дополнително се развијат земјите, ни треба скоро еден век да се приближиме кон стандардот кон кој се тие. Значи Европската унија да стои вака како што е, нас ни требаат 70 години за да стигнеме негде приближно. За да стигнеме европската економија. Затоа ние не можеме да си дозволиме да растеме со 2-3% раст. Ние мора да растеме побрагу и од околината и од регионот за да се приближиме кон. Па добро, како секоја влада која доаѓа, вклучително и ова последнава, велате еве ние сме со најдобар раст, не знам што, раст на економија во споредба и се споредуваат со Германија вака и сега луѓето почнуваат мајтап да терат. Па, видите, растот, кој го зборувате, растот е и номинален и реален. Не можете стапката на економски раст да оспориме како статистичка категорија. Меѓутоа пак зборуваме за мала економија. Една голема инвестиција. Да не забораваме странските инвестиции учествуваат во нашиот бруто домашен производ. После не кажуваме како се распределува. Големиот проблем и стандардот за граѓаните кои спомнавте што него чувствувате е распределбата на тој бруто домашен производ. Не е создавањето. Вие ако имате голем дел го создаваат странските компании и го изнесуваат од државата. Парите ги изнесуваат. Проблемот е колку останува на домашниот пазар. Тука доаѓаме до и тоа е еден мит дека странските компании ќе ни го донесат развојот на нас. А еве, на пример,
како Турција, кога дојде Ердоган, не навлегувам сега во политички капацитет, како да кажем, начин на владење и така натаму, меѓутоа доаѓањето на Ердоган во првите години донесе сериозен 8% раст на економија кој што се почувствува буквално ни цела Турција и Турција веќе е сериозна економска сила. Видете, растот не го создаваат административните мерки. Растот го создаваат компаниите и бизнис окружувањето. Ако создадете, ние имавме многу интересна активност поврзана со мапата на инвестирање. Односно, требаше да мапираме производи и услуги кои нашата земја може да ги придонесе, кои ќе бидат исклучително корисни за бизнис секторот и ќе придонесат кон социјалниот и општествената благосостојба во нашата земја. Значи, кои придонесат кон и ги мапиравме тие сектори. Во голем дел од секторите не побараа субвенции и трансфери да се помогне. Побараа да се создаде здрава и одржлива бизнис средина. Да се создаде предвидлива бизнис средина, да се создаде, затоа ви рековте, едното е давачките, административниот товар, друго е да создадете предвидливост, судски и институционален систем. Единствен трошок кој е најскап, верувајте, за бизнис секторот, пошто тој го создава растот во нашата економија, е да создадете предвидливост. Дури и корупцијата е штетна и трошок, и таа може да вкалкулира дел бизнис секторот. Иако звучи вака многу чудно и непријатно. Меѓутоа, непредвидливоста, менување на економските мерки и така натаму не може. Ако не знае, вие создавате бизнис за тој да функционира 15-20 години, не го создавате за една година да функционира. Вие мора да знаете во следните 15 години каков ќе биде даночниот систем, дали дека нема да имате политичка уцена, дека ќе можете да најдете работници, дека ќе можете да најдете на странските пазари да излезете и така натаму. Создадете ли таква околина? Јас разговаравме со повеќе сектори, тврдат дека двојно и тројно може да го зголема своето производство. Ако им се помогне во делот на обезбедување суровини, ако се помогне со економска дипломатија за пазари, истражување и развој и така натаму, тука треба да помогне државата за нашиот бизнис сектор да почне да се појавуваат шампионите кои ги заслужуваме. Тие го создаваат, верувајте, растот. А за да го направите, тоа им треба кадар, за да направите кадар за нив им треба образование. Им треба здравство, да имате здрав и образован кадар. За да имате излез на меѓународниот пазар, вас ви треба истражување, развој, поврзување со образованието, ви требаат инвестиции. За да биде лесна трансформацијата и поминување на границите, ви треба инфраструктура. За да имате да немате нетрговски бариери, ви треба да бидете дел од Европска унија и другите земји и така натаму. Ова со шампиони во кажавте. Зошто имаме многу добри компании, но малку регионални шампиони? Ја почнавме приказната од еден дел. Имате најпрви ограничувањето малиот пазар. Обично големите земји многу полесно создаваат големи шампиони затоа што може да растат во својата земја прилично повеќе пред да излезат на меѓународниот пазар. Ние го немаме тој луксус. Создаваме компанија, таа има две опции: или да работи за домашниот пазар, гледаме ние имаме 99% мали и средни. Компанија до 10 луѓе и 30% ни се трговски компании. Кај што имате 10 вработи, таа не може за меѓународниот пазар освен некоја услуга да извезува. Ви треба и маркетинг, комуникација, во трговија ви треба човек, за меѓународни пазари ви треба човек и така натаму. Значи таа има две опции: или за домашниот пазар, или уште од почетокот да биде дефинирана, детерминирана да излезе на меѓународниот пазар. Нас тоа ни треба. Компании кои веднаш ќе размислуваат како би создале производ за меѓународниот пазар. Меѓутоа, за да излезе на меѓународниот пазар и треба две работи. И треба сопствен уникатен производ, не треба реплицирање на стариот производ, че и треба ефтина суровина, и треба квалитетен кадар. Кадарот исто огромно ограничување за истражување и развој со сопствен производ и таа тогаш може да излезе на меѓународниот пазар. Друга работа која е потребна покрај тоа и се потребни институционални, да нема бариери, да нема ограничување, да нема административен товар, да има пристапна работна сила која не ја паќа премногу. Кај што нема да има притисок да е мала продуктивноста, а да мора да дава висока плата. Значи мора да оставите продуктивноста да терминира платата на своите работени. Бизнис моделот да го дефинира тоа и таа тогаш, верувајте, може да излезе на меѓународниот пазар и затоа ви реков, уште од почетокот државата и нејзините напори треба да бидат точно кон тие компании, не да се создадат повеќе компании, да создадеме компании од создадените што ќе почнат да растат и да стануваат регионално доминантни. И да не заборавиме менеджментот, кадарот натре, управувањето. Вие да имате компанија која излезе на меѓународниот пазар, мора да имате професионален менеджмент. Мора да имате среден, не висок менеджмент. Не може сопственикот која поседува фирмата, која има 2000 вработени, се уште газдата која создал, клучниот предприемач да ги носи одлуките без да создаде одбори, без да создаде менаџерска структура. И тука обично при трансформација од мала во средна во голема, голем дел од компаниите го испуштаат тоа. Или пристапот до меѓународни пазари. Тука треба знаење, треба конекции, врски. Значи тука се потребни коморите, државата и така натаму. Професоре, колку ја чини државата еден млад човек кој заминува? Видите, ова е едно од најболните прашања за кои дискути. Тоа е една од фактурите, верувајте, ова е фактура
која не е забележена и не е евидентирана од старинските служби, а една од факторите која најмногу ја чини нашата земја. Кога кажувате млад човек, кога ќе излезе млад човек од државата, губиме по неколку основи. Прво да кажеме, многу е тешко да кажете детерминирано колку за тоа што секоја професија, зависно од возраста и зависно како заминува, дали сами или со фамилија, има различен трошок. Ке кажам некои проценти кои се направени 2018 година импровизорни, меѓутоа кои се тие канали по кои губиме кога заминува еден човек. Најпрви со самото заминување вие губите најважната работа која губите работите кои ќе ги создадел и ќе ги направил тој човек тоа. Преценката е дека губите најмалку 21 година продуктивен труд на тој човек. Значи, луѓето што ќе ги вработел, истражувањата кои ќе ги направил, производите кои ќе ги создадел и така натаму. Значи, тој ќе создал, ќе отворил фирма, ќе творел тука, ќе бил во факултет, ќе работел во јавен сектор и така натаму. Значи, губите огромна загуба имате. Некоја проценка е на Вестминстер фондацијата 2018 дека таа загуба во додадена вредност на тие луѓе што се иселиле од Македонија, само за таа година, околу 2018-19 година било околу 330 милиони евра. Замислете, само изгубената. Втората работа, 330 милиони евра. Милиони евра. Само за луѓето кои се иселиле тогаш. Затоа додадената вредност што би можеле да ја создадат ако останат тука во нашата земја. Втора работа е колку тие луѓе би плаќале даноци, би плаќале придонеси. Замислете, тој заминува од нашата земја. Зошто пензискиот систем е во криза? Тоа е генерацијска солидарност. Тој треба да плаќа за неговиот родител кој останува тука во фондот. Тој заминува сите придонеси, сите давачки, сите даноци на доход, даноци на добивка на фирмите кои ги создаде ќе бидат платени во странство. Значи ќе ги даде во друга земја. Да не заборавиме, пошто ме прашавте колку чини, загубата е во создадениот кадар. Имате создаден доктор на науки. Проценката е исто студијата која спомнав на Вестминстер фондација, доктор на науки ја чинел нашата земја од основно образование до доктор на науки околу 49-50 илјади евра. Додека обичен дипломиран студент чинел околу 30 илјади евра. Германците имаа направена една нивна студија кај нив доктор на науки чини околу 120 илјади евра да се создаде. И замислете, вие сте ги потрошиле тие пари за него, создаден кадар, обучен, од градинка, од средна школа, од магистратура платена со стипендија и така натаму, заминал во странство и тие средства ги вложувате во знаењето за некој кој ќе придонесува во друга земја. И тука загубата е, ви реков, огромна. Ако ги помножите тие средства, зборуваме за само во една година, замислете на иселени луѓе, зборуваме за 150, 200, 300 милиони евра. Страшни. Тоа зборуваме за поразително. Затоа викам, ако ги пресметате во пари тие загуби, тука е огромната загуба. Колку дознаките од диаспората го облажуваат проблемот? Или го прикриваат? Па видите, тие што се иселиле во странство генерациите, дознаките, тие, како да кажем, тие се како аналгетик на раната. Не го решаваат проблемот, само го облажуваат, затоа што имате иселеници и сега тој ако испрати 500.000 евра на својата фамилија, таа со тие средства може да купи дел од автомобил, да си подмири трошоци, да си здравствено, да си плати приватно ако и треба или нешто друго и така натаму, така да дозволува да живееме, јас би рекол вака, дознаките дозволуваат дел од нашите фамилии да живеат подобро отколку што дозволува продуктивност и создава нашата економија. Меѓутоа тоа е привремено и овозможува дел од тие дури да не се активираат на пазарот на труд. Тоа е создаден доход во друга земја, кој дел се враќа кај нас. Меѓутоа тој не е трајно решение. Тој трајно не го зголемува доходот. Тоа е привремено. Нас ни се потребни инвестиции во луѓе, во инфраструктура, и уште една работа имаше едно истражување, да го спомнам кратко, чинам дека беше дали беше на Светска банка, не можам да се сетам. Голем дел од овие некаде околу 70 или 60-70% ги ставаат за потрошувачка, овие средства, дознаките, нашите граѓани, околу 16% во недвижности, 1-2% во штедење ги даваат и многу мал дел пробуваат да инвестираат. Верувајте, така да ние имавме дури еден проект за нашите иселеници од Куманово и од Тетово во изминатиот период, со кој се обидувавме да ги собереме, да ги едуцираме како своите средства, пошто имаат значење, да ги вложат во дел од проекти кои би им донеле бенефит, да не ги потрошат во возила, во такси. Така. Имаме тоа многу 15 години има тој проект како продуктивно да ги искористиме нашите дознаки на нашите иселеници. Меѓутоа тука веќе извинете ме скокам, доаѓам и до миграцијата, пошто сега рековте дознаките, зборуваме за нашите иселеници, што би можеле ние да направиме со нашата миграција. Оти често се спомнува, сега гледате премиерот, владата и така натаму, под импресија дали се враќаат нашите млади луѓе, како да ги вратиме, каква демографска политика да водиме и така натаму. Има го поврзувам ова со дознаките на овој начин, бидејќи имаме многу силна диаспора.
надвор од нашата земја. Некој Светска банка проценува дека 1/3 од нашата популација живее надвор во цел изминат период, иселен. Над 700.000 луѓе живеат надвор, кои се генерално дели на подобри позиции и така натаму, имаат значаен капитал и така натаму. Така да поентата ми беше во контекст на дознаките, доволно е дел од тој капитал. Ние имаме три основи кои се поврзани со враќање на нашите млади и на демографската политика. Пронаталните политики и раѓањето на деца, стимулирање и така натаму, добро звучи, има привремен некаде ефект, меѓутоа во голем дел од државите се покажа на долг рок дека не придонесува, односно нема значаен ефект. Најважно е и многу поедноставно е превентивно да делувате. Полесно е човек да го оставите, да придонесете да остане во нашата земја, отколку да оставите да се исели па да се надевате дека тој ќе го вратите ваму. Значи многу поважно е да видите кои се тие структурни фактори што го натерале да излезе од нашата земја и да ги елиминирате, да ги оставите. Дали е политичка дискриминација, некои тврдат, дали е институционална, како да кажеме, неефикасност, дали е плата, дали е друго, и да го оставите тука, отколку на тоа треба да влијаеме, отколку да го оставиме да се исели. Втора работа е, ако не можеме да го вратиме, да направиме контакт со овие 700.000 луѓе, да го донесат својот капитал тука, да се поврзат со нашите пазари, да ни отворат нивни пазари, да ни дадат знаење како да се поврземе, да го искористиме знаењето на нашата диаспора. И третото е веќе оние како што имате во земјите кои веќе имаате во Хрватска и некои други, после 45-та, 50-та година имаат и определена популација поради ситуацијата сега во Европа која е специфична, почнуваат да се враќаат дел од својот капитал да го вратат и така натаму, меѓутоа тоа е веќе специфично. Значи тоа се три канали на кои ќе се вратат тука, па ќе ги испокрадат парите. За тоа рековме, се враќаат кога ќе тврди тој кога ќе се врати, не прашува какви се институциите, кај може да инвестирам, дали ќе има квалитетно образование за моите деца, значи тој се обидува перспективата да тоа што го натерало да излезе, дали е елиминирано. Клучните две прашања, здравство и образование. Така е. Државата и бизнисот, апропо странски инвестиции, вака. Дали државата е партнер на бизнисот или негов најголем непредвидлив ризик од една страна, и од друга страна едно време беше страшен лов на странски инвеститори, дури субвенциониравме пензиско, се што треба да се плати. Право за држава. Администрација говоревме, субвенции, странски инвестиции. Државата навистина е партнер на бизнисот или е партнер само пред избори? Па видите, таа треба да биде, држава треба да биде најголем партнер на бизнисот. Сега малку ќе звучи различно, ќе се обидам и од страна на бизнисот и од страна на државата да ги погледнам. Значи, државата може да биде најголем партнер на бизнисот, меѓутоа може да биде најголем трошок и непредвидлив ризик кој го создава за бизнисот. Тука сте во право. Дефинитивно улогата на државата е да ги создаде правилата за игра. Да создаде инфраструктура, да создаде добар кадар преку образованието и здравството, да создаде добра административна рамка, да создаде добри политики со кои ќе стимулира, ќе го олесни извозот и ќе создаде заштита правна и административна, ќе намали неформалната економија, ќе создаде вистинска конкурентска борба, односно ќе создаде пазар во кој тие ќе може да конкурираат меѓу себе. Прво сите што прашуваат е правен систем, функционирање на голем дел од тие се голем дел од тие се кај нас со забелешка. Значи, ова целото го чини бизнис околината на нашата земја. Голем дел од државата е тој дел. Меѓутоа, вие рековте непредвидлив ризик. Најголемиот ризик, пак ви реков, за секој од овие е предвидливост. Може би и ќе се прифати определен бизнис да плаќа поголем данок. Меѓутоа не може да прифати да не знае што ќе се случува во последните 5 години. Тогаш ако треба да вложи 50 милиони евра, ќе вложи 20 милиони евра. Прво ќе не намали или ќе одложи инвестицијата, или ќе ги намали своите инвестиции, или ќе почека да види што ќе се случи, доколку на пример политичката елита му дава различни сигнали, му се заканува и така натаму. Во тој случај бизнис секторот ќе застане и нема да инвестира. Од друга страна бизнисот, тој треба да создаде, да биде профитабилен, да создаде своја менеджмент структура, да создаде своји производи, да вложува во својот кадар, не да чека. Вие имате дури бизнис сектор, нашите 40% од нашите вработени се изјасниле дека недоволно вложуваат нивите вработени во развој на нивите потенцијали. Сега да видиме па и другата страна од бизнис сектор. Имате, иако се ретки, бизнис сектор кој сака преку определени врски и варијанти да ги зачува ваквите нерегулирани правила на игра. Меѓутоа имате и бизнис сектор кој еве сега имав прилика да разговарам со дел од тој бизнис сектор. Ги зголемува, односно се труди и тврди дека пренесување на дел од своите средства кон вработениот е тип на инвестиција, што ми изненади баш со тие зборови. Поголемата расте, вика, тврдат вака, поголемата плата кон вработениот во комбинација со добрите меѓучовечки односи и другите мерки е инвестиција
вработен во поголема продуктивност. Не е само платата надомест за него. Јас со тој начин инвестирам и тој вработен е многу по-продуктивен. Не се сите во тој, меѓутоа доминантен дел од вработените успеваат. Ако имаме повеќе такви примери, верувајте, ние нема да имаме, бидејќи кај нас знаете како газдеви или собствениците кои ќе дават плата, тие мислат дека онака ти дават као милостина, него тоа уште имате бизнисмени кои што него третираат тоа дека тебе ти е тоа сработено, туку он ти го дал и ти треба да бидеш благодарен за тоа. Како што ќе имаме недостаток од работни места, како што ќе има поголема побарувачка, верувајте, се повеќе и ќе расте платата и ќе се цени продуктивноста на вработените. Професор, што навистина добивме од странските инвеститори, со дадоа или со додадена вредност некаква? Видете, не можеме да кажеме дека не создадува. Во мала и отворена економија, кој што има и ограничен пазар сме, ограничен. Немаме пристап, еве гледате до море, стратешки суровини, ресурси, рудни богатства имаме исто ограничени. Не можеме со дел од земјите во регионот да се мериме. Ние привлековме значаен дел од овие инвестиции, тоа е една, еве, ако кажеме придобивка, иако варира од година во година, иако бројките имам задршка за тоа статистички како се мерат. Затоа што бројката на странски инвестиции не значи дека е целосно голем дел, некаде 2/3 низ годините била реинвестирана добивка. Тоа не значи одма гринфилд фабрика, добро, и самата задржување на добивката и неизнесување од државата во определен период е некоја придобивка. Меѓутоа што донесоа? Странските инвестиции во мала и отворена економија пред секога е во фазата на раст. Треба да донесат знаење и технологија, да отворат до нови пазари, да ги едуцираат нашите вработени, да создадат капацитети во нашата економија кои ќе се поврзат со домашните компании. Меѓутоа вистинската вредност, економијата и развојот него носи странската компанија. Ако таа него пренесе своето знаење, технологија, вработени и така натаму на домашниот пазар, ако не вклучи домашни добавувачи во својата мрежа, таа многу малку влијае на домашната додадена вредност. Замислете ако имате 1000 денари извоз, извинете, хипотетички, на една компанија странска, ако 800 денари го увезува од странство како суровина, кај нас остануваат од 2 додадена вредност, еве добро, имаме и плати и така натаму 200 денари. Значи, нас ни е важно се поголемо таа додадена вредност да остане тука. Како да ги натераме странските компании, дали субвенциите да ги поврземе со нив, кои им ги даваме да бидат поврзани со соработка со домашните компании, или државата треба дополнително да ги поддржи домашните сектори да се поврзат на овој начин, или да бараме компании кои повлече се содействуваат на домашната инфраструктура. Важно е домашниот бизнис сектор да го разбудиме. Оти домашната економија е она што на долг рок треба да ја води економијата. Видете, странска инвестиција која заминува тука, немаме лоши и добри странски инвестиции. Секоја странска инвестиција во определен период може да замине. Работата не е дали ќе замине, работата е што оставила по нејзиното заминување како бенефит. Дали оставила квалификуван кадар, дали оставила знаење, дали нова технологија не оставила и така натаму. И затоа мислам дека субвенциите кои се даваат за странските инвестиции не може да бидат исти како со домашните како модел, меѓутоа како сума и како награда не смеете вие да ги делите домашните и странските инвестиции. Ние треба да наградиме инвестицијата што придонесува кон знаењето, истражувањето, вработените и потенцијалот. Така да се добие. Значи не да делиме по тоа дали е домашна или странска. Ако имате домашна компанија која истиот бенефит го прави, извезува на странски пазар, ги едуцира своите вработени, носи нова технологија, истите придобивки треба да има како странската. Не треба да го елиминирате тој дел, односно да омаловажите домашната компанија. И ви реков, странските компании треба што повеќе да се поврзат и да се трудиме во иднина и нивното привлекување да биде соодветно на капацитетите кои со кои располагаме. Кратко само, генерално даночната политика е окей, така? Зборуваме за даночна политика спрема странските, не спрема наши. Вака, дома. И треба да има корекции или постојано се говори дали треба да има, дали не треба да има. Видите, имаме домашна даночна политика, имаме низок данок на доход, имаме низок данок на добивка и тоа е, пак ви спомнувам, релативно ниско. Нас не се потребни многу позначени средства. Проблемот е ефикасноста и наплатата на овие даноци. Ние тука имаме големо потврдување. Ви реков во однос на ДДВ, во однос на сивата економија, во однос на да не зборуваме бројот на инспектори, урбанистички, даночни, животна средина, значи во денот на даночната политика и во споставувањето ред од даночна сфера и од страната да придонеси има голем простор за подобрување, меѓутоа тоа е оперативна ефикасност која не смее да се занемари. Влегуваме во финалето. Европска унија, економска цена на невлегување или влегување. Колку Македонија економски губи затоа што не е членка на Европската унија од аспект на инвестиции, фондови, работна сила, пазар 500 милионски? Па видите, ова е едно прашање кој често се експлоатира, гледат и политички, Европската унија, да не е во Европската унија. Точна бројка, ако пресметате, значи тоа е невозможно да ја пресметате точната сума во која Европската унија ви придонела и на кој начин и кој. Добро, имаме пазар од 500 милиони. Така. Право, факт. Не можете да го видите, можете да ги видите каналите преку кои влијае и да претпоставите
Посредно ние правевме некоја анализа во која утврдивме дека најголем дел е преку зајакнување на бизнис секторот и извозниот потенцијал на нашата земја. Така би влијаел. Меѓутоа, ако ги погледнеме кои се точките преку кои Европската унија може да придонесе и да ги валоризираме, понатаму може и финансиски да се обидеме да ги валоризираме колку би придонесе. Првата убаво спомнавте, најпрвата, она која спомнавте, вие пазарот. Односно, пазарот, прво не е пазарот, прво е во контекст на сигурноста, ризикот и инвестициите. Не дека сега немаме ние странски инвестиции, не дека нема да дојдат други странски инвестиции, меѓутоа кога имате Европска унија чадор, кога имате политики кои се дефинирани, спомнавме за предвидливост, кога имате политики, закони, административен товар, еве сега во планот на раст побара од нас Европската унија да дефинираме давачки, односно да дефинираме методологија со која би пресметале колку секоја давачка спрема бизнисот и граѓаните треба да чини, че да не може државата да наметнува своеволно давачки. Значи, имате такви правила и вие ќе создадете прво предвидлива околина и во тој случај кога ќе сака некој странски инвеститор или друг да вложи, кога ќе спореди земја со ист доход, со иста продуктивност, со ист број на вработени, кога ќе ги спореди земја која е членка на Европска унија и не е, тогаш секогаш би избрала онаму кај што има известност и кај што Реално, може да губиме инвестира. што не сме дел економски, што не сме дел од Европската унија? Губиме. Ви рековме, едниот дел е во не инвестициите, затоа рековме може да се споредиме со земјите кои влегле. Тоа е единствен споредба. И фондовите. Така е. Ја земеме Бугарија, може да ги земеме Словачка, Чешка, да видиме што се случило со нивните инвестиции, доход, бруто домашен производ по влезот. Секаде имаме значајно зголемо. Првото рековте, второто се фондовите. Дефинитивно. Значи второто се фондовите и сега преку планот за раст над 700 милиони евра можеме да земеме. Меѓутоа тука имате структурни фондови, инфраструктурни фондови, зборуваме на градење на патишни инфраструктура која многу тешко гледате од нашиот буџет со обекти Ленка колку абсорбира. Тогаш ќе го добиете тоа повеќе. Пазарот да не заборавиме, ние и сега имаме пристап до пазарот. Не дека немаме со трговските договори. Меѓутоа во тој случај земете ги нетрговските бариери, земете ги чекањето на граници, гледате што се случува со шоферите во транспортниот сектор и така натаму. Тие чинат за фирма која денеска ја поминува 3 пати границата и носи свежо месо. Премногу значи вие да бидете да нема граница. Значи во тој случај вие ќе добиете движење слободно на стоки и така уште повеќе ќе зајакнете Као Југославија. Така, и ќе ги помогнете тие сектори. Да. Да го земеме пазарот на работна сила. Тоа е меч со две острици. Во овој случај имате Хрватска повлегува во Европската унија, само првите неколку месеци изгубила 70.000 граѓани. Дел од нив почнуваа да се враќаат, меѓутоа тука е приливот, ако ги подобрите стандардот и платите, во дел од земјите имате повторно прелевање и враќање. И последното е, кој не можеме да го заборавиме, е кај сите земји хипотетички, доколку сме влегле, колкава е стапката загубена на раст. Ако само се приближиме за колку беше таму 18-20% кон земјите од Југоисточна Европа кои се член делови од Европската унија, нашиот структурен јаз го намалиме, нашиот бруто домашен производ ќе порасне за 14-15%. Значи една година по 1%, замислете 1% поен да бил поголем нашиот раст, видите кумулативно што би се случило сега. Значи изгубеното време од нашата кандидатска 2005 кога го добивме кандидатскиот статус до ден денес, замислете хипотетички опортунитети од трошок колка би бил доколку се вратиме назад. Затоа ви реков, се е тоа хипотетички, меѓутоа една работа, не ги правиме реформите за Европска унија, ги правиме за нас. Меѓутоа секогаш се покажало во земјите кога имате чадор и кога имате рамка, ние работиме многу по-ефикасно и побрзо отколку кога го немаме тоа. Иако сега владата најавува дека ќе ги направи реформите, ќе се движиме кон Европската унија, јако политички сме блокирани од нашиот сосед, така да тоа е одлична порака во оваа насока, се надевам дека тоа ќе се исполни, односно ќе даде резултати. Имаме ли бројка колку пари се искрадени овие 35 години од Македонија? Видите, тоа е... Милиарди се изнесени сигурно. Видите, тоа е многу тешко да го кажете. Па не, во Светска банка ги има, нели излегува податоци колку се изнесени пари од Македонија. Јас често цитирам, видите, јас често цитирам една бројка, а тоа е колку е создадено за 1 денар јавни пари, а колку можело да биде создадено. Односно, колку еден денар вложен како јавни пари во определен сектор на крај дава вредност општествена, односно вредност за нашето општество. Се покажало дека ММФ го потврдува од 1 денар вложен во капитални инвестиции на крај како општествен производ завршува 50%. 50% исчезнува во системот. Во здравството се покажало дека истите расходи може да придонесат да се зголеми целиот аутпут во здравството за 27%, во образованието е некаде околу 30%. Значи голем дел од она што го трошиме, верувајте, не завршува како општествен производ. Сега искрадено е
многу грубо да го кажете. Па добро, професор, корупцијата не утепа нас. Тоа секаде го имаме ние, така? Тоа видите, корупцијата потекнува од една работа, само од квалитетот на институциите. Ако имате силна институција, тешко може да имате политичко влијание врз неа и корупцијата е многу потешко да биде, полесно ќе биде Добро, фатена. но ние не сме ништо од тоа. Тоа е зачаран круг. Тука е корупцијата, политичкото влијание и тие се поврзани и убаво рековте, колку пари се изнесени, колку пари се голем дел од политичарите гледате секој изборен циклус тврдат дека ќе ги вратиме дел од нашите пари и така натаму потекло нимот, меѓутоа корупцијата верувајте е трошок кој граѓаните, кој не е вклучен ни во еден биланс, а е огромен трошок кој треба неефикасноста на јавните услуги и корупцијата се трошок кој секој наш граѓанин го плаќа покрај доходот. Значи вие имате доход од 1000 денари, меѓутоа ако имате неефикасно здравство, имате неефикасно судство, неефикасно образование, ако имате корупција, вие покрај тој доход кој го трошите за потрошувачка морате да плаќате дополнителни расходи за дел од овие неефикасности. А имаме се од ова што набројавте. Така е. Секоја институција, држава, сега веќе влегувам во самото финале, прави стратегија на неколку години. Ако сакате 10 години. Сега јас ќе направам со вас, професоре. Замислете дека сме во 2036, значи 10 години. Како ја гледате Македонија? Колкава ќе биде просечната плата? Ќе имаме повеќе или помалку население? Ќе остане ли денарот? Или Видете, 2300 се не би сакал да видам, тоа е веќе футуризам и многу е па тешко. не, правиме сега, нели како прават фирмите за 5-10 години прават планови. Видете, ова е многу интересно затоа што може да се демантира, може да се потврди. Обично економистите избегнуваат да дискутираат за конкретни, затоа што ние како викаме економистите, на економијата е заматена шофер шајбната, ами е чист ретровизорот. Значи ние од тоа што се случило назад можеме да утврдиме од прилика како би се движело во иднина. Имаме две опции. Јас помнавте вие национална стратегија и таму имавме повеќе учествува во нејзина изработка 20 годишна следна и таму имаме неколку сценарија што би можело да се случи. Првото сценарио е доколку остане како што си е сега. Да не ги направиме реформите, да пробаме да. И јас во таква ситуација не се плашам дека нашата држава нема да постои, нема да успее. Тоа не одам во дефетизам, на крајна страна во тој случај се плашам дека ќе бидеме стабилност некоја ќе одржуваме, меѓутоа нема да имаме доволна конвергенција за граѓаните да почувствуваат вистинско подобрување на нивниот животен стандард. Тоа значи растот би се движел повторно дока е 3%, платата номинално ќе расте, меѓутоа животниот стандард полека ќе каска. Денарот најверојатно ќе си остане наше средство ако влеземе во Европската унија, претпоставувам не веднаш, понатаму може ќе дојде еврото, меѓутоа тоа е подалеку. Квалитетот на инвестициите, гледате, ќе имаме странски инвестиции, меѓутоа поврзаноста со домашната економија ќе биде ограничена. Ќе имаме се уште определена демографијата, иако сите прогнози покажуваат дека ќе се намалуваат нашите граѓани, меѓутоа ќе имаме во тој случај поголемо иселување, ќе има недостаток на работна сила, а во исто време ќе има побарувачка за определени работни места, а ќе има и некои кои се невработени заради неусогласеност на нивните вештини. Значи ќе се случува, ќе продолжиме малте некако што е сега, ќе каскаме од политички циклус до политички циклус. Ако сакаме на вистина, тоа е едната Македонија. Јас сакам да верувам дека ќе се најдеме во другата економија и дека веќе сме до граница која не смееме да си простиме да не ги направиме потребните промени. Оние кои се промени. И тоа го зборувам и во делот на институциите, го спомнавте и во кои три работи би ги промениле веднаш? Кои три работи би ги промениле веднаш? Најпрво би ги поврзал јавните расходи и ефикасноста на институциите со определени перформанси индикатори. Институциите ги подржал со перформанси и одговорност за било кој закон, за било која промена, за било која реформа би ја поврзал со конкретна одговорност, конкретни средства, конкретни закони како да се спроведе. Доста е од стратешки документи од планирање. Имплементацијата мора да биде мерлива и тело кое ќе го мери имплементацијата на секоја реформа. Колку придонесува и во средства, колку придонесува и за граѓаните, колку придонесува и за бизнисот. Тоа е првата работа. Второто би го направил исто и на финансиската страна. Колку од секој денар каде завршува и колку вредност дава. Тоа се вика вредност за пари. Колку од еден денар јавен вложен завршува на крај. Дали имаме мултипликација или имаме намалување и немаме мултипликација. За секој трансфер кој е даден, не е лошо вие дадете субвенција и трансфер, кој ќе поттикне истражување и развој. Иновирање нов производ кој не постои. Меѓутоа ако дадете субвенција и трансфер за нешто што и онака ќе го направила фирмата или за фирма која нема да направи ништо, вие ги губите тие средства. Немате развој, во тој случај имате социјален мир, купувате и ја одложуваат. Значи секој социјален трансфер, јавен расход, како би го врзале, колку би чинели, што би направил. Значи прво ни се институционалните реформи, второ ни е јавните расходи и третото ни е образованието
и здравството. Добро. Образование, здравство и демографија затоа што без човечкиот, вложување во човечкиот капитал и задржување на младите, вие верувајте, ќе дојдете во ситуација кога имате и недостаток на работна сила, а со недостатокот на работна сила имате недостаток на компании, бизнис секторот каска, економскиот развој стагнира. Која е најголемата економска грешка што Македонија ја направи во овие 35 години? Една спомнав од неа, тоа се уште спомнавме во 90-тите години, меѓутоа до ден денес се провлекува таа грешка. А тоа е грешката дека најпрвин ја пренесовме економската сопственост и почнавме економска трансформација през да создадеме институционална трансформација и да ги создадеме сите институции кои треба да заштитат сопственоста, да обезбедат ефикасност, да го заштитат правото и да обезбедат бизнис секторот, односно ресурсите економски да отидат кај оние кои најрационално ќе ги искористат и праведно ќе ги искористат. Тоа е првата грешка. Втората грешка е дека овозможивме, односно не создадовме долгорочна, уште на почетокот на нашето настанување, како држава не создадовме долгорочна стратегија и консензус околу неа за клучните точки околу кои би се развивала нашата економска држава и нашата благосостојба. Значи не создадовме консензус и овозможивме рестартирање на нашите реформи и раст секој 4 години, политичко препокување околу определени точки и создавање само на реформски ветувања и реформски стратегии кои во имплементација тешко се спроведува. Индиректно одговоривте, ова е последно прашање, кој економски мит најмногу го плаќаме како граѓани? Најмногу го плаќаме економскиот мит и тој делумно го одговоривме, а тоа е дека можеме да распределуваме повеќе отколку што создаваме. Тоа значи се ја пуштаме чергичката, народски кажано, повеќе што треба? Отколку... И тука се поврзани две работи. Значи едната работа веќе ја кажавме, дека можеме да зголемуваме плати, дека можеме да зголемуваме субвенции, дека можеме јавната администрација да ја зголемуваме, дека можеме да живееме комодно и да го зголемуваме нашиот стандард повеќе од колку што создаваат нашите мотори за растот преку капитални инвестиции, бизнис сектори, нашиот развој, инфраструктурен колку што ни дозволува. На краток рок, во време на криза и во определен период тоа може до некаде да придонесе за да се ублажи тој раст. Меѓутоа на долг рок, ако распределувате повеќе што создавате, почнува да се зголемуваат вашите давачки, се зголемува јавниот долг, се зголемува дефицитот. Гледаме дека со изминатите неколку циклуси ние ги намалување процентот, го ребалансираме процентот за капитални инвестиции. Сега замислете, капиталните инвестиции се моторите на растот. Тие создаваат иден раст. Потрошувачката создава гасење на пожар. Во моментот вие прилагодувате и создавате. Ако на долг период не ги зголемиме моторите на растот и не создаваме повеќе вредност и поголема продуктивност немаме, ќе видиме дека се помалку и помалку ќе можеме да распределуваме. Професор, ќе не биде ли? Јас мислам дека ќе не биде, меѓутоа прашањето е кога. Од прилика секој од граѓаните и ние економистите знаеме како, меѓутоа уште едно прашање има, кој ќе го спроведе тоа? А тоа, како што кажавме, не може да го спроведе еден, не треба да биде спроведено и не може да биде спроведено од една влада. Време е да седнеме и да создадеме, јас би реков, нов рамковен договор, економски рамковен договор, да го направиме рамковниот договор, да седнеме, да подадеме рака и за дел од болните реформи да нема политичко препокување, да нема, затоа што дел од овие ќе имаат економски трошок. И намалување на администрацијата, и намалување на корупцијата, и намалување на неформалната економија, и зајакнување на капиталните инвестиции. Нема да биде лесно, меѓутоа време за губење нема. Благодарам што бевте дел од бизнис класа. И благодарам јас. Универзитетскиот професор, редовен професор на економскиот факултет при УКИМ, професор доктор Борче Треновски во бизнис класа, возможно од Дайнерс, говоревме на една поширока тема, се обидовме да опфатиме и неколку значајни теми за овие 35 години независна Македонија, 35 години македонска економија. Бидете и понатаму со нас, не заборавајте лайк, сабскрајб, подржете не на YouTube каналот Мишко Иванов, на социјалните медиуми, Facebook, Instagram, TikTok. Гледавте уште едно издание на Бизнис класа, копродукција на Дайнерс и продукција 10. Ви закажувам нова средба за 7 дена. Довидување.